Предлогот кој што го дадов денеска во судот не беше за веродостојноста на доказите и она што веќе е одлучувано. Во овој момент, со оглед да се почнува со презентација на аудио материјалот, предлогот кој што беше е да се обезбеди да може да се докаже или покаже дали овие снимени материјали кои што се доставени во судот имаат оригинал, дали се оригинални, или пак тие се втора, трета или некоја друга снимка која што се доставува во судот. Ова во насока на законската одредба која што вели дека само оригиналните докази и оригинали може да бидат предмет на изведување како доказ во судска постапка. Токму и предлогот, овој предлог не е истакнат до сега, затоа што и не може да биде истакнат до сега, оригиналноста на доказот се проверува пред неговата презентација. Судијата Шабани донесе одлука практично да се работи до 18 часот, пракса која што важеше за еден друг предмет на специјалното јавно обвинителство. Како го оценувате делот за тоа? Во меѓувреме го видов законот, има проблем затоа што законот го одредува местото каде што ќе се одржува судењето, но ЗКП не го одредува и времето. Сепак мислам дека тоа нема да продолжи, не знам, ќе видиме како ќе продолжи судот, затоа што ако судот одлучува за неговото работно време, сепак треба да размислува и за нашето работно време, бидејќи и ние имаме работно време кое што е ограничено со комора и другите институции, така што ќе видиме како тоа ќе се одвива, но не верувам, а поготово во ситуација кога е на трудничко болување една од обвинетите, навистина е некоректно да и се одзема повеќе време од времето кое што би требало да го помине со своето дете на неполни 2 месеци. Користење на правото на одбрана и ставање на приговори кои што се во рамки на законот не може да се смета за одолговлекување, а денеска сметам дека и судот беше релативно коректен во однос на потребата за доење на Гордана Јанкуловска, така што се надевам дека така ќе продолжи.